Почитувани студенти, и овој амандман е предлог на Унијата на млади сили кој што е поднесен од пратеничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата. Со овој амандман бараме да се обезбедат средства во висина од 200 милиони денари со цел да се зголеми вредноста на субвенцијата на студентски оброк на 200 денари по студент. Овој амандман го бараме бидејќи сметаме дека постоечката цена од 140 денари, која што беше добиена по многу перипетии, е недоволна во овој момент поради инфлацијата и покачената цена на храната, со оглед дека право пропорционално расте и висината на буџетот и дека оваа година е проектиран на рекордно високо ниво и дека Министерството за финансии и владата тврди дека рекордни ќе бидат приходите во овој буџет, односно историски највисоки до сега, сметам дека студентите треба да се приоритет и овие средства не се никаков голем проблем за држава која што има буџет од 5,5 милиарди евра. Ако направиме една споредба по тоа што се сега во моментов антикризни мерки кои што почитувани студенти траат 5 месеци, односно до денот на изборите, можете да го видите движењето на ветувањата на оваа политичка номенклатура, каде што секогаш ветува пред изборите, а веднаш после изборите ве понижува, ве навредува, не ви ги исполнува ветувањата, не ви пушта топла вода, не ви работат лифтовите во студентските домови, ама ве навредува преку оние партиски инсталирани лидери на така наречените студентски движења. Сакам да ве потсетам на она ветување од студентски град и 5 студентски домови и на сите различни целофански запакувани лажни ветувања од кои што студентскиот стандард е се понизок, а владеачките структури кои што се на власта се побогати. Не сметам дека е нешто прилично дека преголем простор зафаќа 60 денари плюс по студент во централниот буџет во услови кога имаме, па би кажал, 400 милиони евра зголемување на стоките и услугите и слични непродуктивни трошоци. Затоа, како одговорни политичари и како влада која што сака да се нарече дека е одговорна, треба во овој момент да го прифати ова барање и наместо да нуди адхок антикризни мерки и со тоа директно да прифати дека студентите во Република Македонија станаа ранлива категорија на граѓани, треба да направи едно системско решение и преку обезбедување на овие средства, а веднаш потоа во истиот ден и преку итни измени на законот за субвенциониран студентски оброк ќе се овозможи една ваква сума која што ќе значи, па би рекол, една прилично блиску до пристојна сума за да може секој студент да си обезбеди еден оброк во текот на денот. Благодарам.